Во преполната сала на Културниот центар во Вршац се одржа вечер на македонски песни и игри. Македониум од Белград, Исток 10 од Вршац, Тоше Проески од Качарево, македонски бисери од Пландиште, хорот и оркестарот на основно училиште Доситеј Обрадовик од Пландиште и културно-уметничко друштво Виногради од Гудурица со љубов го донесоа духот на Македонија и на македонската песна и оро во оваа преубава вечер. Целата програма беше во организација на Здруженијето Вардар од Вршац, а главен иницијатор и координатор на овој настан беше Дарко Ристевски. Многу ни е важна соработката со други здруженија со македонско потекло, а и важно ни е да настапуваме и да ја презентираме македонската култура. Вечерва имавме едно убаво доживување, бидејќи имаше поентата беше македонски песни. И во тие песни имаше и носталгија, и тага, и хумористични песни, но секоја песна донесе своја приказна, затоа што македонските песни по правило се епски и имаат приказка. Имаше во публиката и луѓе од други националности. Ние многу соработуваме измеѓу себе и мислам дека сме блиски народи, а музиката не спојува, така да една врста соработка е и музиката која што нарочито македонска музика која што е омилена и меѓу другите народи. Ова е можеби по прв пат да го собиравме еден голем број на пеачки групи и културно-уметнички друштви што негуваат македонска култура, песна и фолклор. И многу ми драго што тоа е во Вршац, во нашиот град и што нашето здружение го препозна ова како еден значаен настан за македонската заедница и за нашето здружение. И како дел на манифестацијата Денови на македонска култура, сакавме да го собиравме сите македонци од Белград, Качарево, Пландиште, Гудурица и од Вршац и сите тие да го прикажат својата работа, значи својот фолклор, своите песни, оркестри и така натаму. И
бидејќи дека беше преполната сала и бидејќи дека над 100 учесници учествува вечерва, мислам дека успеевме во оваа мисија. Представниците на Националниот совет со задоволство го поддржаа и присуствуваа на овај значаен културен настан кој уште еднаш ја потврди силата и убавината на македонската традиција. Вечерва навистина имавме исклучителна прилика да присуствуваме на еден прекрасен настан. Сдруженијето Вардар од Вршац ни приреди еден вистински празник на македонската музика тука во Вршац. Сите оние што ја негуваат македонската народна музика и богатото македонско културно творештво вечер се представија пред публиката во Вршац и навистина беше големо задоволство да се биде присутен овде. Ние како Национален совет учествувавме во организацијата на оваа манифестација, но она што сакам да го истакнам е дека во текот на наредната година ќе се обележи 80 години од формирањето на културно-уметничкото друштво Виногради од Гудурица. Тоа културно-уметничко друштво со децении веќе ја афирмира и македонската музика, македонската игра и песна и ние сакавме да им се одолжиме, но и да вложиме труд за наредните минимум 80 години, па им поклонивме еден тапан со кој што ќе продолжат да ја негуваат македонската традиција и македонската песна. Сите навистина учесници беа многу добри, автентично ни ја представија македонската песна, но сакам да ги истакнам и пофалам учениците од основното училиште Доситеј Обрадовиќ во Пландиште, кај што исто така се изучува и македонскиот јазик со елементи на националната култура. Они подготвија еден блок на македонски песни и навистина беа прекрасни. И се заблагодарувам и на наставничката Ивана што ги подготви. Се надевам дека тој пример ќе го следат и другите основни училишта кај што се изучува македонскиот јазик, за да можеме и на тој начин да ја афирмираме македонската култура и кај најмладите наши припадници. И овој настан е одржан во рамките на манифестацијата Денови на македонската култура во Вршац.